إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Bi'idhnillahi ta'ala, ke продолжиме со 40 хадиси од Хафиз ан-Навави рахимахуллах, и веќе сме кај 34-тиот хадис. Велит авторот ан-Навави рахимахуллах: الحديث الرابع والثلاثون. Значи хадисот по број 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Овој хадис кој го пренесуват Абу Саид ал-Худри радијаллаху анху кажуваат да тој го слушнал посланикот салаллаху алейхи ва селем да ги вели следните зборови: кој од вас ќе види некое лошо, некое зло, нека го смени тоа со неговата рака. Ако не может да го смени тоа со неговата рака, тогаш со неговиот јазик. Ако не можете со неговиот јазик, тогаш со неговото срце, односно да го мрази тоа нешто, тоа зло, тоа лошо со неговото срце. Но тоа е وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Но тој е најслабиот иман. Значи, да не можеш ни со рака, ни со уста, туку само со срцето да го мразиш злото, тоа е најслабиот иман, најслабото значи верување. Хадисот е заверен во Сахих Муслим. Во Сахих Муслим. Велит имам Утајмин рахимахуллах во објаснувањето на овој хадис: мен ра'a, кој од вас ќе видит. Ова не значи само да видит со неговите очи и да го спречит, односно да го сменит со неговата рака и со неговата уста или со неговото срце да го мразуваат. Ова исто, ако слушнит тој исто. Ако слушнит за некое зло, за некое лошо, требите како да е неговата можност да го смени тоа, односно да го мразит. Мункаран, што е тоа мункар? Мункар не е она што секој си го гледат со обичаите своји, кај себе, во својата населба или во кругот каде е пораснат, и го гледат нештото за мункар, за нешто лошо, за нешто значи недобро. А може би во друг регион таја работа е добра и сакана, и така натаму. Мункар, дали е тоа во арапскиот свет, дали е тоа тука кај нас, е она што го има забрането Аллах субхана ва таала и неговиот пекамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Значи, вагата кои не се изменуваат од место, од населба, од подрачје и така натаму, е она што е дојдено во Аллаховата книга и во суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Зошто? Ако ти напуштиш Аллаховата книга и суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, тогаш секој се труди да неговото мислење да биде во право, за неговото мислење да биде поддржано. И така, значи, никогаш нема да се достигне до целта
која е таја сакана. فَلْيُغَيِّرُهُ значи нека го смени тоа, нека го отстрани тоа. Шејхул Ислам ибн Тејмија рахимуллах вели во врска со отстранувањето, односно спречувањето на злото со рака, вели Шејхул Ислам рахимахуллах, дека ова е од компетентноста, односно од моќта на владарот. Значи, оној кој менјава да работи со неговата рака е владарот, односно надлежните органи што владарот им дал власт. Значи, ти не можеш сега гледаш некој мункар и го отстрануваш со рака, тој те напаѓа тебе и ти наштетувата. И после тоа се сварат кавга, сварат проблеми и така натаму. А владарот е више друга, значи, други орган, друга инстанца, што тога, значи, тој му барат одговорност на тој што ги преминал границите и што прави зло и што прави лошо. Значи, Шејхул Ислам рахимахуллах вели, за да не се случи фауда, значи да не се случи каос. Зашто секој што ќе гледат, во мислите негој, во знаењето него го гледат дека тоа е мункар и му се спротивставува на другиот, го фаќат, го туркат, што ти знам јас, после иде појак од него некој други, тој него го спречува, па трети уште појак од тие двајца и тоа така завршува, значи, во каос и во, значи, во долги кавги. Значи, затоа со рака, значи, е тоа компетентност, значи, на владарот. Компетентност, значи, на владарот. Вели дису имам Уфемин рахимуллах, мункаран, значи, кој ќе види некој е лошо, некој е зло, значи, да бидит мункар, што вистински, значи, немат никаков излез или исклучок. Зошто? Како е тоа? Како се подразбира? Може би, во очите на оној кој го гледа тоа нешто е мункар. Но за човекот што го прави тоа не е мункар. Тој е оправдан. Например, ти гледаш во месец Рамазан возрасен човек јадит, пиет. Ова во очите твои е мункар. Но ти кога ќе се распрашаш кај тој човекот, ќе дознаеш дека тој има некои болести и треба да зема некои апови и така тој е оправдан во тие денови да не постит. Значи, затоа требаш добро, внимателно, пазливо да знаеш и да се осигураш дали тоа е исто и кај него, значи и за него мункар. Значи, работа која е лоша и зло и греф. Значи, ова е многу важно, значи и кај другиот, значи да видиш пазлив, се зашто може би спрема твоите, значи проценки е тоа мункар. Но кога ќе дознаеш како е неговата ситуација, во негово право, во неговиот хак, не е тоа мункар, туку тој е оправден поради тие напомнати, значи причиња. Ако не можат со рака, продолжуваат имам Уфемин рахимахуллах, тогаш, значи со неговата уста. Значи со неговата уста да го укорават, да го критикуват поради таа работа која прави тој, дека таа лоша, недолична работа, несакана работа и така натаму, значи да го прави тоа со неговата уста. Ако не можете со неговата уста, тогаш со неговото срце. Што значи со неговото срце? Значи тој ја пожелуват во неговото срце да тој мункар, значи таја лоша работа, да не постои. И пожелува, значи, да исчезне, да се оттаргне.
Тоа значи со неговото срце и тоа е најслабиот, значи најслабиот иман, но велите имам Уфемин рахимахуллах во врска, значи со ова работа, во врска со ова работа. Шех Абдул Бухари во објаснувањето на овој хадис велит дека во врска со отстранување и спречување на тој мункар со неговата рака и неговата уста, ова е спрема можностите. Значи, ова е спрема можностите. Спрема можностите. Значи, некогаш можностите не се тука. Нарочито кога човекот нема никаква власт спрема другиот. И не е овластен исто. А што се подразбират во врска да го омразуваш тој мункар со твоето срце, ова е задолжност за секој поединачен муслиман. Зашто тука не си значи оправдан, не си ослободен. Секој може со неговото срце тие лоши работи да ги мразит, да ги презират. Тоа значи, тоа тука, и ако не се најде тоа, вели Шех Абдул Бухари, ако се изгубити тоа, значи да исчезни од срцето на човекот омразувањето за лошите работи, тоа е знак за неговото уништување. Значи, вели Шех Абдул Бухари, ако веќе и во срцето не постои тоа, ти лошите работи да не ги мразиш више, значи ти кога гледаш некоја лоша работа или слушаш за некоја лоша работа, кај тебе ништо не се менјува, спокојно стануваш, тогаш е знак за уништувањето на тој човек, за пропастот на тој човек. А во врска за отстранување на лошите работи со рака и со јазик, тоа е фард кифаја. Фард кифаја значи колективен фарз. Значи, ако еден дел од луѓето го прават, отпаѓа тоа од другите. Оствен е фарз, специфичен фарз, ваџиб, задолжност за оние кои имаат власт. Значи за владарите. Значи за владарите е задолжност, индивидуална задолжност да тие негативните појави, лошите работи, злочинствата да ги отстрануваат. Зошто Аллах субхана ва таала им ја дал таја позиција, таја власт, и тие треба да бидат покорни спрема Аллах субханаху ва таала. Исто вели Шех Абдул Бухари во врска со овој хадис дека имам Муслим, зашто на крај спомнуваат Ан-Навави рахимуллах дека хадисот се најдува во Сахих Муслим. Имам Муслим рахимуллах го имат наведено овој хадис во неговиот Сахих во книгата Китабул Иман. Значи во поглавието, така речено, поглавието на иманот, на верувањето. И со тоа сака да докаже имам Муслим рахимахуллах дека иманот, верувањето се разликуваат. Значи се разликуваат, значи иманот, јачината на иманот, слабоста на иманот. Не се сите исти. Значи со ова исто пробивање против мурџиите, значи. Што мурџиите велат, значи доволно е ти да веруваш во твоето срце. И дека, значи, дури и некои групации од нив, дури Иблис, шејтанот е верник. И дека најлошите луѓе имаат верувањето како верувањето од Џибрил алейхи салату вассалам. Значи, ова е доказ дека, овој хадис е доказ против тие луѓе и тие групации. И дека иманот
се разликува, значи пекамберот салаллаху алейхи веселам вели, кој ќе види некое зло, некое лошо, нека го мени тоа со неговата рака, па ако не може тогаш со неговиот јазик, па ако не може тогаш на крај со неговото срце. Фадалике ад'афул иман, и тоа е најслабиот иман. Значи дека овие работи во првите се покажува се знак дека иманот е кај него појак. Ова е знак дека значи иманот кај луѓето спрема нивните дела се разликуваат. Баракаллаху фикум. И велит исто Ал-Qaди Ияд рахимахуллах, Ал-Qaди Ияд рахимахуллах велит дека овој хадис од пекамберот салаллаху алейхи ва салам не учит нас патот како ние да ги менуваме работите. Односно, како се менуваат работите, на кој начин се менуваат работите и кој како има задача во овие работи. Значи, овој хадис е база. База, значи, кој не потучува нас пекамберот саллаллаху алейхи ва салам. Во врска со јазикот, значи менувањето со јазик, изменување на работите со јазик, вели шейх Салих Ал-Шейх хафидахуллах, дека јазикот, да ти некого да советуваш, односно да укораваш, да критикуваш и така натаму, можноста е тука, може би ќе имат подобрување, може би нека немат подобрување. Но ти, како советуваш, си го исполнил твојата задолжност. Си ја исполнил твојата задолжност. Значи, затоа, во врска со јазикот, може би, значи, се менуваат работите, може би, човекот тој што го прави тој мункер, тоа зло нема да те сослушат, има да продолжи во неговиот мункер. И затоа велит Уфман радијаллаху анху велит дека Allah subhanahu wa ta'ala прави со султанот она што не го прави тоа со Куранот. Значи со владарот, дошли на луѓе, алимите кога го објаснуваат ова пренесување од Уфман радијаллаху ан, што велат? Дека некогаш ти му идеш на човек, го советуваш со ајетски од Куранот, со ајети курански, го советуваш него, го подучуваш, не те се слушува тој, не земат поука тој, не се враќат назад. Тогаш што? Тогаш иде султанот. Тогаш иде, значи, султанот, значи иде владарот. Иде, значи, улогата тогаш влагат од владарот. И затоа, како што велит Ал-Хасан Ал-Басри рахимахуллах, како што кажуваат, дека, значи, јас го советив еден човек и на крај му ставив страв, значи, му ставив страв, ако ти продолжиш со овие значи, лоши идеи во врска со верата и лоши мисли и овие заблуди, тогаш јас имам твојата ситуација да ја пренесам кај владарот. И тогаш тој тргна рака од тие. Значи, ти му велиш на некој хариджи, некој Исис, Даиш, што ти знаја, го советуваш да не од во Сирија. Го советуваш да не го лажат Бин Ладен или други некои џаволи. Го советуваш, но тој не прима совет. Тогаш влагат во улога, значи, султанот, владарот, и да му ја каже, значи, кај му е местото, и да биде, значи, да го подучит со други начини на воспитување. Со други начини, значи, на воспитување. Зашто како Омар радијаллаху ан, кога имаше, значи, власт, кога беше халифа, и дојде Сабих ибн Асал, значи, што прашуваше за оние ајети кои не се јасни и така натаму, Омар радијаллаху ан беше халифа, беше владар на муслиманите. Тогаш го зачека во Медина, може дојде и почна да прашува за тие ајети, што не се јасни, тогаш го воспита Омар радијаллаху ан, онака како што му доликуваше, и му рече на Омера, ја Омар, доста е, тие идеи што ги има во главата излета одма.
Значи излета од главата. И после една година Омар ради Аллаху аним нареди на муслиманите во Ирак да не го поздравуваат. Една година. И човекот беше искрен во неговото теуба, значи во неговото покајување. И вистински искрено се покаја. Затоа, значи, денеска Хаварич и други, значи, заблудни секти, значи, на нас значи, немаме власт, само да ги упатиш, да ги советуваш, а кога би било, значи, во шеријатска земја, тогаш исто и ги советуваат нив, односно преземаат мерки исто и владарите. Значи, превземаат мерки против тие заблудни идеи. Вели Шех Абдул-Бухари исто, дека примерно, одстранувањето на злото, односно спречувањето на злото, предупредувањето од злото, се прави јавно. Освен во работи кои се поврзани со владарите. Тука има други правила. Значи, владарот, како владар, не се поправат, односно не се укорават и не се критикуват јавно. Туку за владарот не има нас научено пекамберот салаллаху алейхи ва селям како да го советуваме. Значи владарот не се критикува јавно. Ова не е од патот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селям да критикуваш владарите јавно во дерсови, во худбиња, во меджлиси на џамии и приватни меджлиси исто, во новиње, во фејсбуци и други натаму. Забрането е владарот да се укорават јавно. Зошто вели пекамберот салаллаху алейхи ва селям, кој имат од вас еден совет за оние кои имаат власт, тогаш нека го земит за рака него и нека му го даде тој совет скришно, тајно. Ако примит, добро, ако не, тој го имат својата одговорност извршено. Значи ти готово. Зашто ти треба да се прашаш, јас, дали имам одговорност утре пред Аллах субхана ва таала? Ти, значи, таја одговорност да ја очистиш, да бидеш чист во таја страна, а тој дали примал или не примал, тоа ти више не е во твоја моќ. И затоа, значи, пекамберот салаллаху алейхи ва селям, зашто јавно критикување на владарите донесуваат каос и големо зло во местата, значи, каде живеат муслиманите. И затоа вели Шейхул Ислам рахимуллах вели дека неправдата која се најдуваат кај владарите не се отстрануваат со борба против владарите. Зошто борбата, односно војувањето спрема владарите е поголема штета за муслиманите од таја неправда во кој имаат веќе тие владари. Значи, ова е многу важно, ова е, значи, менхедж, ова е методологија од пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селям и од имамите на оваа вера. Значи, неправдата што веќе постојат во меѓу нив, крадење, лажење, други работи што мислат луѓето, таја неправда спрема излагање против владарите и војување против нив е многу, значи, помала и помалце нанесуваат каос. И тоа го гледаме, значи, до ден денеска и во тие арапски земји, каде луѓето мислеат дека ќе донесат промена таму со излагање на улица против владарите. И до ден денеска тие земји не се имаат смирено како што треба. Значи, затоа треба муслиманот, човекот да земи, значи, да земи
школо, да земи школи, да земи, значи, поука од другите. Значи, тој не е да вели јас сега ќе се оштетам, па да видам како било тоа. И да знаете дека не било добро. Туку ти земаш поука, гледаш. И немојт, значи тоа треба да му биде на секого јасно, немојт да бидит начин, форма, успешна, која е воспротивно со патот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Значи ти не можеш со начин на променување да достигнеш успех во тоа кога ти се спротивставуваш на патот од Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Значи промената и успехот е тука со придржување, тоа цврсто придржување на патот од Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Тука значи успехот. Тука исто иде ти и победата. А не ти од почетно кога го оставаш сунетот од пекамбарот салаллаху алейхи ва селем и му го вртиш значи грбот. Исто вели Ибн Раджаб во објаснувањето на овој хадис, вели Ибн Раджаб ал-Хамбали рахимахуллах, овој хадис содржуваат да наредувањето за добро и забранувањето од злото е од значи од својствата на иманот. Од својствата на иманот, значи да наредуваш за добро и да забрануваш, да спречуваш од злото е од својствата значи на иманот, од својствата на иманот. Исто велит авторот на оваа книга Ен-Невави рахимуллах во објаснувањето негово на Сахих Муслим, зашто Ел-Хафиз Ен-Невави рахимуллах има, можеме да речеме и дека најизворедно објаснување на Сахих Муслим направено. Значи, алимите кога се реферираат на хадисите од Сахих Муслим и нивното објаснување се враќаат назад кај објаснувањето од Хафиз Ен-Невави рахимуллах. Значи, Ибн Хаџар ал-Асқалани рахимуллах, неговото објаснување од најизворедните објаснувања на Сахих ал-Бухари. Значи, алимите кога зборуваат за Сахих ал-Бухари и за објаснувањето, содржувањето на тие хадиси, увек се реферираат, се враќаат назад на Фетхул Бари. Фетхул Бари, значи, тоа е објаснувањето од Сахих ал-Бухари, на Ибн Хаџар ал-Асқалани рахимуллах. А во врска на Сахих Муслим е токму авторот на оваа книга Ел-Хафиз Ен-Невави рахимуллах. Ел-Хафиз Ен-Невави рахимуллах во објаснувањето на овој хадис во Сахих Муслим велит оној кој наредува за добро и кој забранува од злото е оној човек кој има знаење за тие работи. Оној човек, значи, кој има знаење за тие работи. Значи, ти без знаење, може би ќе наредуваш за работи кои се забранети во верата. И без знаење, може би ќе забрануваш работи кои се дозволени во верата. Сето тоа поради незнаењето. Значи, колку и колку луѓе се емоционални, се револтираат за работи што на крај се дознава дека таа работа е дозволена во верата. А тој на почеток осудуваат, пресудуваат, напаѓаат и така натаму за работи што на крај се докажува дека тој има другиот што му прави тоа аргумент за тоа. Или обратно. Значи затоа Ел-Хафиз Ен-Невави рахимуллах велит, значи за овие работи, значи оној кој наредува за добро
и односно одстрануваат од злото, треба да имат значи знање. Освен за работи кои се веќе препознати во верата. Значи прејасни. За секој муслиман се знаени. Како на пример намазот. Значи ако видиш ти некого го остава намазот, тука не треба да имаш многу знаење, да бидеш алим, за да му речеш дојди в џамија. Не го оставај намазот, да го подсетиш. Ако видиш човек прави зина, тука не треба да имаш многу знаење за ти него да го спречиш од тоа, односно да го подсетиш на Аллах субханаху ва таала и на судниот ден за тој да се отстрани од таа работа. Значи тие работи или исто конзумирање на алкохол. Значи ти кога гледаш човек конзумират алкохол, ти не треба да бидеш алим, зашто дури значи и најнезнаените муслимани и дури па и чафирите знаат дека во нашата вера алкохолот е забранет. Значи тие дури чафирите знаат, вие муслиманите не пиете алкохол. Значи дури чафирите или свинско месо. Тие самите знаат. И тука не треба значи многу објаснување, многу знаење и така натаму. Но оние работи, велит Ал-Хафиз ан-Навави рахимуллах, кои се подетални, поглабоки, тие треба тука значи да се имат потполно знаење, И затоа вели Шех Абдул-Бухари исто, вели Шех Абдул-Бухари рахимуллах, дека големиот број од алимите, значи големиот ел-џумхур, големиот дел од алимите, велат дека злото се спречуваат, односно се критикуваат, иако мислиш ти дека тој што го прави тоа зло нема да има никаков придонес. Значи нема да те сослушат. Значи ти ако имаш впечаток да тој од почеток нема да те сослушат и велиш па ја тогаш нема никаков фајде, значи нема придонес да ја него да го советувам, тој не ме сослушуваат. Не, иако имаш и таков впечаток и мислење, алимите, големиот дел вели Шех Абдул-Бухари, е дека треба да го советиш, односно да се трудиш, значи да го спречиш од тоа зло. Велит Шех Рабија хафидахуллах, дека даветот, повикувањето на Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах се базираше на наредување за добро и отстранување од злото. И исто ова го презедоа, значи наредувањето за добро и отстранувањето од злото, неговите ученици, значи кои учеа кај него, и сето тоа значи до денеска значи траат значи во Саудиска Арабија и во тие места значи кои искрено се држат значи на сунетот од пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам. И се знаат, значи најогромно значи добро кој човекот повикуваат и наредуваат за тоа е обожавањето на Аллах субханаху ва таала, да ги повикуваш луѓето да обожаваат еден единствен Аллах субханаху ва таала. А во друга страна најлошото зло е да отстрануваш, да предупредуваш од ширкот. Да предупредуваш значи од ширкот, значи со сите негови форми и појави. Значи не само од една форма на ширк и појава, туку со
со сите форми, значи, да предупредуваш и да спречуваш спрема своите можности. Следниот хадис, а тој е Ел-Хамис ва Thalathun, хадисот 35, кој го пренесуват Ебу Хурейра радијаллаху ан قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Овој хадис кој по број 35 го пренесуваат Абу Хурейра радијаллаху ан, кој кажува да пегамберот салаллаху алейхи ва селам велит ла тахасаду. Значи овде пегамберот салаллаху алейхи ва селам го поучува својот уммет: не имајте завидливост еден на други, не завидувајте еден на други. Ла тахасаду. Вели шех Аббад, шех Абдул Мухсин ал-Аббад, завидливоста може да биде дуњалочка или во врска со верата. Значи, некој може би, не значи да завидува само увек за пари и за богатство. Некој може би му завидува на некој други за неговиот углед кој тој го има кај луѓето. Некој му завидува на некој други поради неговата вера, значи поради неговото цврсто држење на верата. Му завидуваат. Значи, завидувањето може да биде значи верско или па да му завидува за дуњалочки работи. Шех Уфемин рахимулла вели како се дефинират завидувањето. Завидувањето се дефинира да човекот да пожелува да тоа добро да исчезне од другиот. Тоа е завидување. Значи, да човекот кој е завидувач да пожелуваат да тоа доброто кој му е дано на тој другиот да исчезне од него. Тоа е завидување. Вели шех Усаймин рахимулла дека шейхул Ислам ибн Тејмија рахимулла имат една попрецизна дефиниција за завидливоста. Имат една попрецизна дефиниција за завидливоста. А тоа е да човекот да мразит она што му е дано на другиот. Значи тој не сака да му исчезне нему, да го изгуби тоа добро, но тој мразит зошто да му е дано на него тоа и тоа и тоа и тоа. Значи тој мразит. И тоа значи е завидливост. Завидливост и таа завидливост е забранета. Зошто пегамберот салаллаху алейхи ва салам ла тахасаду. Ла тахасаду. Значи не завидувајте, зашто завидливоста е причина за многу злочинства на дуњалокот. Како што се случи значи и Иблис лаанахуллах завидуваше на Адам алейхи салату ва салам што беше во џеннат и што Аллах таала го почести. Исто и синовите од Адам алейхи салату ва салам кога го уби едниот другиот, се случи, значи, првиот грев на дуњалокот поради завидливост. Значи, завидливоста го носи човекот во куфр, како што му се случи на шејтанот, лаанахуллах, го носи човекот до убиство. Значи, два најогромни гревови, што може човекот да ги стори, може да биде причина неговата завидливост. И да не збориме за други помали гревови, што може тој да ги направи поради завидливоста. Значи, затоа човекот, ако најди во себе си таква својство, таква
значи, особина треба да војуват со себе си, да тој таа особина од себе си да ја отстранит. А луѓе имат кои се воспитани да бидат завидливи. Значи, луѓе кои се во примитивни околности израстени, тие се воспитани да завидуваат на другите. Тоа значи им е ставено нив, така речено, во колепка. Но тоа нема ништо со ова прекрасна и огромна вера. Верата која му е објавена на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам. Зашто пегамберот саллаллаху алейхи ва селам јасно ла тахасаду. Ова е забрана. Забрана. Не завидувајте еден на други. Вала танаджашу. И не се измамувајте еден на други. Еден со други. Значи, а хадисот продолжува. Вала танаджашу. Значи, не се измамувајте еден со други. Значи, измамувањето, да го измамиш ти муслиманот, ти е верски забрането. Значи, тоа не е итрос, баракаллаху фикум. Може би човек мисли дека тој ако измамит некој други, дека тоа беше од неговата итрос. Не, ти се лажиш само себе си на овај невреден дуњалог. Но во ахиретот ќе имаш тежина во твоите лоши дела. Значи, затоа, وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا и не се омразувајте еден со други. Значи, не се омразувајте еден со други. وَلَا تَدَابَرُوا и немој да му го вртите еден на други грбот. Немој да му го вртите еден на други грбот. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ и немој да продават некој во продажбата на својот брат. Ова ќе дадете објаснувањето, значи. Да не продаваш во тек на продажбата на твојот брат. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا и бидите Аллахови робови браќа. Значи, пегамберот салаллаху алейхи ва салам вели бидите Аллахови робови и браќа. Ел муслиму ахул муслим, муслиманот му е брат на муслиманот. Ла јазлимуху, не му прави неправда, не му прави золум. Вала јахзилуху и не го предават. Вала јакзибуху и не го лажит. Вала јахкируху и не го омалажавање. Значи да го омалажаваш, да го подценуваш. Ла јахкируху. Ат-тaqwa ха хуна ва јаширу ила садрихи 3 маррат. И пегамберот салаллаху алейхи ва салам кажуваат дека такфалокот, богобојазливоста е тука и покажуваше со неговиот показалец 3 пати кон неговиот грб. Кон неговото гради. Значи 3 пати покажуваше пегамберот салаллаху алейхи ва салам кон неговите гради и велеше ат-тaqwa ха хуна. Значи такфалокот, богобојазливоста е тука во градите, значи во срцето. И вели во продолжение пегамберот салаллаху алейхи ва салам, доволно му е на човекот како зло, како греф, да тој својот брат муслиман го понижуваат, односно го омалажаваат. Секој муслиман спрема другиот муслиман му е харам, му е забрането, недопирливо неговата крв, неговото имање и неговата чест. Значи, забрането е му на муслиман да му направи на друг муслиман неправда. Дали е таа неправда во крв, значи да го нападнет, да го убиет, да го повредит, забрането му е. Забрането му е да му прави неправда во неговото имање, да го кради и други работи. Забрането е да му прави ти нечест во неговата чест. Значи,
да му ја допри неговата чест, е строго, значи, забрането. Е строго забрането. Велит авторот на оваа книга, Ен-Невави рахимахуллах, дека овој хадис содржуваат огромни придонеси. Овој хадис содржуваат огромни придонеси и многу бројни придонеси. Велит Ел-Имам Ел-Фаузан хафидахуллах. Овој хадис е огромен. И овој хадис е методологија, менхедж, пат кој те учи тебе како ти да се движиш во твојот живот и како да се однесуваш спрема муслиманите и во друга страна како да се оддалечуваш од оние работи кои ти наштетуваат тебе и на твоите браќа. И затоа велит Имам Усаймин рахимуллах исто дека овој хадис е огромен. Секој муслиман требит со овој хадис да работи, нарочито тогаш кога е во прашање својот однос спрема своите браќа, Значи браќа во верата, не само брат, значи од крв. Баракаллаху фикум. Зборот на пекамберот салаллаху алейхи ва салам вала танаджашу, значи не се измамувајте еден со други. Велит Ибн Раджаб рахимуллах, значи измамување еден со други со разни трикови, значи со разни значи илје прање. Забрането, значи, се тие работи. Забрането. Например, измамување, велит Ибн Раджаб рахимуллах, да се измамуват кога се прави купопродажба. Измамување во купопродажба. Например, имат купец кој е заинтересиран да ја купи тој артикл, таја работа. И тој дават за тоа нешто одредена цена. Пример, да речеме, 500 евра. Иде други човек кој не е заинтересиран да купи, но сакат само цената да ја дигнат повисока, да му наштети на купецот, вели јас ја купувам ова за 600 евра. Значи, тој не сака да купи, ама сака само да му наштети на другиот и да го измамит во неговата купопродажба. Ова е забрането. Ова е верски забрането. Ти може би мислиш си бил итар и си го измамил него или си му наштетил. Но што ќе правиш на судниот ден? Што ќе правиш на судниот ден? Кога ќе застанеш пред оној кој те создал тебе, пред оној кој ти дозволил да живееш на овај дуњалог. Што ќе правиш на тој ден? Треба да спремаш, значи, джеваб, одговор. Вала табагаду, и не се омразувајте еден со други. Велит Ибн Раджаб, Имам Ибн Раджаб рахимахуллах, велит, велит Ибн Раджаб рахимахуллах, омразувањето еден со други е забрането ако се базират за страсти и емоции и дуњалочки интереси. Но омразувањето во име на Аллах субханаху ва таала е од највисоките, значи, од највисоките гранки на оваа вера. Значи, да омразуваш некого кој е заблудник, кој ги гази Аллаховите граници, кој ги преминуваат Аллаховите граници, ова е друга работа. Но омразувањето за дуњалочки работи, за своји интереси, за емоции и страсти, тоа е забрането. Тоа е забрането.
ولا تدابروا, znači i ne mu go vrtite jedan na drugi grbot. Znači ne se bojkotirajte jedan na drugi. Ovde bojkotiranje to je isto, kako što veli šeha Abdullah Buhari hafidahullah, znači vo vrska ima hadis vo sahih al-Buhari, sahih Muslim, deka ne mu je dozvoljeno na muslimanot da go bojkotira svoj brat poveke od 3 dena. Znači ovaj hadis je vo sahih al-Buhari, sahih Muslim, deka zabrane tomu je na muslimanot da go bojkotira svoj brat poveke od 3 dena. No сега isto ovde hadisov wala tadabaru i ne mogu vrtiti jedan na drugi grbo, znači grbo koga mu vrtiš ti go bojkotiraš drugiota. Сега kako je to što nekoje luge se bojkotiraат poveke od 3 dena. So meseci, so godine, do kraj života ako imat potreba. I сега некој крече не па вие што правите со овој хадис. Треба да се знаат дека ахлу сунна вал джамаа хаккан ва сидкан, значи оние кои се вистински сериозно и искрајно ахлу сунна вал джамаа, не оние луѓе што велат ахлу сунна, не е доволно само добри зборови, дела. Од својствата на ахлу сунна вал джамаа е да ахлу сунна вал джамаа кога земат едно правило во верата, односно една осуда, ги земат сите аргументи ги собират. Не само аргументи кои им припаѓаат или кои тие ги сакаат, туку сите аргументи. И тогаш излагаат, значи, со заклучок. Зошто ти за оваа работа, значи пекамберот салаллаху алейхи ва салам вели овде, вала тадабару, и не го вртите един на други грбот. И во сахих Бухари, сахих Муслим вели не е дозволено за муслиманот повеќе од 3 дена својот брат да го бойкотират. Но како ние се овие два хадиси ќе ги поврзиме со хадисите од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, кога пекамберот салаллаху алейхи ва салам нареди за Кааб ибн Малик радијаллаху ан и неговите двајца пријатели 50 дена да бидат бойкотирани. А овде 3 дена, а тие 50 дена. Дури Аллах Таала објави за нивната теуба. И дури нареди пекамберот салаллаху алейхи ва салам и нивните жени да ги бойкотираат. Не само надвор луѓето, жителите од Медина, туку и самите нивните сопруги дома да ги бойкотираат тие тројца. Повеќе од 3 дена. И како е, значи, сахаба ридвануллахи алейхим, исто пекамберот салаллаху алейхи ва салам цел месец ги бойкотира своите жени. Пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Ти треба сега да ги споиш хадисиве, не само да ги земеш тие, зашто ихванул муслимин и джематут теблик и други заблудни секти го земаат хадисов, забрането е на муслиманот да го бойкотира својот брат повеќе од 3 дена. Вие како бойкотирате повеќе? Не, ти земи ги сите хадиси. Ако си искраен следец на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, тогаш земи ги сите хадиси. И тогаш ќе имаш, значи ќе придобиеш потполно разбирање и сваќање и тумачење на хадисите од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Исто и сахаба имаат бойкотирано, значи луѓе повеќе од 3 дена. И конкретно што зборевме тука за Сабиг, Омар радијаллаху ан нареди да биде бойкотиран цела година. Значи не 3 дена, цела година. Кој е тој што нареди? Омар ел-Фарук радијаллаху ан. Значи треба да ги споиме хадисите. Што значи, значи, ла тадабару, не го вртите на други грбот, не се бойкотира повеќе од 3 дена, тоа е за дуњалочки работи, како што вели Ибн Раџаб рахимуллах тука. За дуњалочки интереси. Ама за верата кога се работи, тоа важи и повеќе од 3 дена, и ако не се покајат тој новотарецот, дури и доживотно. Зошто? Почетно да ти сами од себе си да се заштитиш, да се зачуваш од нивните заблуди. Баракаллаху фикум.
ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. Иначе никој нека не прави купопродажба во тек на купопродажбата од неговите браќа. Од неговите браќа. Вели имам Утајмин рахимуллах, за подобро да го разбериме ова, ти гледаш еден човек, купил некоја работа, например тука, за 10 риали. Значи, за 10 денари, така речено кај нас. Или за 100 денари. Гледаш човек купил некоја работа за 100 денари. Кај некого, филан. Му идеш ти на него сега, му идеш и му велиш, зошто ти купи кај него, јас ки ти ја даев, ки ти ја продадев за 90 денари. Ова е забрането во исламот. Кога веќе купопродажбата е завршена, не смееш ти да завлагаш натра. Прва работа ти му го расипуваш нему срцето. И расипуваш, што шеријатот многу пазит на таа работа, а тоа е да срцата на муслиманите бидат зближани, да не се расипуваат, да немаат омраза, да нема завидливост. А ти ако правиш ваква работа, одма нешто му клаваш во неговото срце. Да мисли тој, другиот ме измами, другиот ме излаже, другиот ми направи неправда, и така натаму. Значи, затоа, не се прават тие работи. Ова вели имам Утајмин рахимахуллах. Ова е забрането. Или му речиш пример, јас ки ти даев за тие пари подобра. Тоа го велат кај нас. Да дојдеше кај мене, ки ти ја даја за истите пари, ама многу подобра ќе беше кај мене. Да. Ова е забрането. Ова е забрането. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. И бидите, меѓу себе браќа и Аллахови робови. Кога ќе бидеш со некого брат, ти дали го мразиш него? Не. Што правиш? Ти го сакаш за својот брат она што го сакаш и за себе си. Значи ти кога ќе бидеш со некого вистински брат, значи не само со уста и со збор, туку вистински, со целата значајност на зборот, тогаш ти го сакаш она што го посакуваш за себе си, го сакаш и за својот брат. Ел муслиму ахул муслим. Значи, муслиманот е брат на муслиманот. Во сакањето, во ближноста, во советувањето еден на други. Значи, се советуваат, кога тие се браќа, што значи? Тие еден на други се советуваат, вала јазлимуху, и не му прави, никаква неправда. Дали е таа неправда во врска со неговото имање, или со неговата крв, или во врска со неговата чест. Значи, тој во никаква од тие работи, во никоја точка од тие работи, не му прави неправда. Туку го третират, се понашаваат со него, се однесуваат со него со правда. И се чува секогаш, да биде, со правдата. Вала јахзулуху. Значи, не го издават, не го предават. Значи, во ситуација, например, велите имам Утајмин рахимуллах, иде човек, велите имам Утајмин рахимуллах, иде човек и зборуваат за твојот брат и го напаѓа твојот брат, и знаеш дека тој зборувачот е золумчар, е неправедник, и зборува со неправедност. Во тие моменти, во такви ситуации, да не го издаваш твојот брат. Вала јахзулуху. Значи, ти забрануваат пекамберот салаллаху алейхи ва салам да не го издаваш твојот брат во тие ситуации. Да не речиш, па добро, тука ја не сум умешан, ја не знам што е тоа. И дури му даваш поддршка на другиот. Не, баракаллаху фик. Туку ти тога, вели Шех Утајмин рахимахуллах, ти го поддржуваш, твојот брат. И вели дека е ваџиб, задолжност во таква ситуација да го поддржиш твојот брат. Вала екзибуху, исто не го лажи. Значи, муслиманот
својот брат муслиман не го лажи. Него, значи, не се однесува со него на база со лаги. Не се однесува, значи, со него на база со лаги. И лагата, значи, е омразена. Една, значи, од најомразените работи во исламот е лагата. Дури како што вели шех Рабија хафидахуллах, и лагата е омразена дури кај евреите и христијаните. А како е тогаш со муслиманите? И затоа, значи, оној кој лажит, неговите хадиси не се прифаќаат. Значи, лагата е една точка за најголема критика кај пренесувачите на хадиси. Значи, кога се утврдуваат да еден пренесуваш на хадис лажит, се оставаат неговите хадиси. Не се примаат. Значи, лагата е една од причината за најголема и најстрога критика. Исто вала јехкируху, значи не го омалужават, значи не го понижават својот брат. Значи да се гледа тој себе си дека тој подобар од него, дека тој е во повисока позиција и така, значи својот брат да го прави понизок, тоа не го прави, значи, муслиманот. Ат-таква ха хуна, и тогаш кажуваат пегамберот салаллаху алейхи ва селем, значи каде е местото на богобојазливоста? Значи дека е во градите, односно во срцето. И луѓето се разликуваат спрема нивната богобојазливост. Како што вели Аллах субхана ва таала, значи дека луѓето се разликуваат спрема нивната богобојазливост. Значи спрема нивната богобојазливост, така и нивната позиција и нивната вредност ке Аллах субханаху ва таала. Значи немаат врска тука фарбата на човекот, јазикот на човекот, местото на човекот кој иде, човекот каде е роден или израснат, туку разликата е, односно вредноста нивна е богобојазливоста. Така што доволно е толку за вечерва. Биидниллахи таала и во следниот дерс ќе продолжиме со идните хадиси. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.